Странско мешање и манипулација со информации е хибридна закана насочена кон поткопување на демократските процеси. Вклучува координирани кампањи од странски актери кои користат дезинформации, пропаганда и манипулации за да го обликуваат јавното мислење и да создадат недоверба. Читајќи ја дефиницијата за странско мешање и манипулација со информации, можеби на прва би помислиле дека ова е нешто што се случува далеку од нас, на некоја друга страна од светот. Но не е така. Во последниот извештај, објавен на 4 ноември 2025 година, Европската комисија испрати директно предупредување до земјата. Потребни се дополнителни напори за ограничување на просторот за странско манипулирање и мешање со информации, вклучително и дезинформации, како и за зајакнување на отпорноста на општеството кон овие и други форми на хибридни закани, пишува во извештајот на Европската комисија. А странското мешање и манипулирање со информации веќе одамна е проблем со кој се соочува земјата. Такви примери памети и актуелниот амбасадор на Европската унија во земјата Михалис Рокас. We know from the past that important political milestones for the country have been targeted by FIMI operations, like NATO membership and its overall pro-Western strategic orientation. The public may even recall cases in which foreign actors exploited local officials through pranks. But these are not harmless or isolated episodes. They too form a part of a broader FIMI pattern. Лажните дојави за бомби во Македонија исто така се дел од ваквите кампањи. Во 2022 и 2023 година стотици училишта добиваа лажни закани за поставени бомби. Освен што беа причина да се прекине наставата и влијае на секојдневниот живот, овие напади имаа уште една цел – да создадат страв, паника и недоверба во институциите. Тогаш властите ги третираа како дел од пошироки хибридни закани. Но странските актери кои стојат за странското мешање и манипулирање со информации често имаат и многу поголема цел, како што е реформскиот процес или приклучувањето кон Европската унија. Според амбасадорот Рокас, тие во изминатиот период делумно успеале во своите цели преку забавување на постапката за носењето на важни законски измени во земјава. Some observations suggest that this influence is driven mainly by internal regressive groups linked to foreign malign narratives and actors which have long sought to divert the country from its EU path. In the recent past, they have unfortunately succeeded in stalling the adoption of some key laws, particularly in the field of human rights. At the same time, the reform process offers an opportunity to strengthen the institutional response. So, through the reform agenda, as you asked, and the broader EU support, the government should establish a structured national response to FIMI, an area where further institutional development is absolutely needed. Како што вели амбасадорот Рокас, македонските институции почнале со работка за справување со овие закани за развојот на државата. There is already ongoing cooperation with the institutions on it. For example, the European Union supports the Ministry for Digital Transformation in aligning national legislation with the European Union acquis in the areas of digital transformation. And media, this is important, that includes cybersecurity, digital skills capacity building, the action plan. There is also preparation and strategy for the action plan for the development of the media sector, as well as harmonizing national legislation with European Media Freedom Act, which also touches upon issues of FIMI. Last year, we organized a media literacy conference in Skopje to support the debate in the region. We also provide capacity building for journalists, CSOs, and the Agency for Audio and Audiovisual Media Services, if I recall it well. Building resilience against FIMI starts well before EU membership. Проблемот со странското мешање и манипулирање со информации во Македонија се најде и во последниот извештај на Европскиот парламент, усвоен во јуни 2026 година. Европскиот парламент изразува сериозна загриженост за постојаните обиди да се искриви јавната дебата и да се поткопа довербата во демократските институции и европскиот пат на земјата преку координирана манипулација со информацијското опкружување, вклучително и тајни операции за влијание и злонамерни наративи. Ги повикува Европската унија и нејзините земји членки да преземат дополнителни напори за поддршка на Северна Македонија во борбата против злонамерното странско мешање во земјата, вклучително и преку техничка помош.
Европскиот парламент ги повикува властите да воспостават сеопфатна и институционализирана рамка за демократска отпорност со јасно дефинирани одговорности, редовни проценки на ризикот и јавно известување во согласност со развојните стандарди на ЕУ за заштита на демократските процеси. Many specialized, accurate EU reports confirm that such type of FIMI operations are here in North Macedonia. So we welcome that society, the media, the institutions in the country have become increasingly aware of FIMI, and the public discussions of this issue are now much more prominent. Целта на странското мешање и манипулирање со информации е да не подели, да создаде страв, да ја намали довербата меѓу граѓаните и институциите, но и да влијае на демократскиот развој и напредокот на државата. Најсилната одбрана е критичкото размислување. Затоа биди дел од промената. Проверувај, размислувај и споделувај одговорно.